Еве на назад во студиото, за оние кои што можеби сега се вклучуваат и не следат, наши денешни гости, веднаш од мојата десна страна, Анастасија Илиевска, поранешна директорка на УЈП и поранешен државен секретар во Министерството за внатрешни работи. Веднаш до вас господинот Горан Стојановски, градоначелник на општина Чашка, и веднаш до вас Кристина Краличин, писателка. Дали е добро кафето, прво да ве прашаме? Одлично. Сигурно? Да. А кој тука сега градоначалникот кој што го подготвуваше машко кафе? Мора да е одлично. Да, да видиме дали е вашето подобро, вие што го правите или вам што ви го прават во општина? Ке треба да дојдат кај вас на гости во општина, во кабинет. Мислам стои отворена покана и баш ќе ни биде мило и драго да не посетите во општина Чашка. Правиме и така да направиме снимање надвор од Скопје, сакаме да ја посетиме цела Македонија, во Велес имавме снимања, но не и во Чашка, така да треба да ја посетиме. Кои што треба да ги погледнете во општина Чашка. Сигурно. Едва и чекаме. Ние, како што кажа Александра, снимаме на терен. Може ќе почневме да не ни заладеш и да не заврнеш, ама за една недела ќе заврши ова невреме или како и да го нарекуваат овој бран. Не врзано со гостинот. Денеска јас бев пред 10 дена во атарот на Азот и всушност посетив село Теово, најстариот јавор. Мислам дека не е на Балканот, дека е малку пошироко, меѓутоа тие статистики треба да се утврдат, во секој случај од 1478 година. Дрвото кое што верувам слушнало многу приказни, поминало многу повеќе од генерации во селото. За мое изненадување пријатно, селото е многу возобновено со нови куќи и покрај тоа што можеби има изгубено во жителството, во бројот на жителството, има луѓе кои што се враќаат во викендиците, да. Исто така бевме до Богомила, имавме една прекрасна прошетка и убаво е кога човек ќе се врати назад кон детството, бидејќи всушност и моите корени се од таму, тој крај, да. Супер. Со граѓани? Со граѓани. Нете, уште едно спојување меѓу вас како гости, иако не сме знаеле, имавте и вие разговор со Кристина околу книгите, поврзано со нас околу новинарството и така натаму, така што навистина се развија многу убави теми. А сега може да ги погледнеме и фотографиите кои што ни ги донесовте и тука во студио, но имаме фотографии кои што се нели измонтирани. Ајде најпрво да ги погледнеме овие 4 фотографии од Анастасија како малечка. Многу сте убава и сладка тука. Искрено. Аха, вака, добро. Една годинка. Дотерана. Тетка ми ме дотерала, се грижела за мене и ме дотерала, ме однесла на сликар за да има слика од мене. Многу убаво. Да, кај еден од најпознатите фотографи во Прилеп, Зрак. Таа традиција од дедо прадедо се уште ја продолжуваат, едни од најдобрите сликари во градот. Тука во црвено фустанче. Да. Еви сега се гледа дека ја сакате црвената боја, да. Каде е ова? На могилата на непобедените во Прилеп, познат споменик. Така. Кој што е многу добар дизајн, ги прикажува 6 републики и 2 покрајни во бивша Југославија. Тука што гледаме сега, ова е 88 година, Марко Цепенков, училиштето на родителска, така пишува позади на фотографијата. Беше концерт, годишен концерт, секој едно дете настапуваше со изведба, таа е една моја прекрасна наставничка, Наде Стојковска, ми предаваше од 2 до 8 одделение, го посетував тоа основно музичко училиште. За жал многу ретко свирам сега, инаку најмногу сакав да свирам виенски балови, тие од Штраус. Да, валцери. Колку убаво. Значи сте имале поврзаност и со музиката. Повторно црвено. Тука дали е поврзано со водителство нешто сега? Да, моја желба неостварена животна е да се занимавам со новинарство. Дојдете кај нас. Да. Мислам, еве веќе сте тука да направиме разговор. Договор, ајде веднаш да подпишеме. Од 7 одделение до 21 година бев водител на радио емисии и во тој период имаше
немаше ноќен живот, немаше забава за младите како што е денес и правевме преку младински организации одредени забави каде што ги собиравме од градот сите средношколци да се забавуваат и тоа беше некој настан од забавен карактер, музички групи, пење, игри и така натаму. И тука сум водител на тој настан, а инаку сакав да се занимавам со новинарство, тоа ми е, како што кажав, никогаш не е доцна желба. Да, но ете патот ме одведе кон економијата. Добро, имаме уште неколку фотографии, може да ги погледнеме, овие пак се поврзани со вашите професионални ангажмани. Ова ми е многу драга награда од Тигрите при Министерството за внатрешни работи, специјалните сили, кои што се невидено големи професионалци, кои што бесконечно си ја сакаат својата држава и тие се тие кои што ги жртвуваат своите животи за да не заштитат нас како граѓани, но и суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. Така, одиме со следната фотографија која што ни ја испративте. Да, овде сум со Министерство за одбрана, со председателот Иванов и генералите. Тие делува заедно со полициските сили на јужната граница на Република Македонија при мигрантската криза и ова е една средба каде што се координирале некои активности каде што сме ги посетиле со председателот. Одиме со наредната слика. Ова е еден прекрасен настан, 2 август, посета за Илинден? за Илинден. Председателот Иванов го гледате. Така. Тука. Народот секогаш близок до граѓаните. Еве. Да, протоколарно тука. Така. Во Македониумот. Жална е сликата на Македониумот денеска и Да, негрижата за истиот. Имавме Да. сторија токму на Канал 5, Да. нашата колешка Мирјана Мирчевска посвети огромно внимание за истиот. Да. Ова се жените во полициските структури, како жената исто може рамо до рамо да се носи Секако. со мажите и тука не сакам да правам никаква споредба меѓу мажи и жени, ниту поделба, заради тоа што кога го започнуваме самиот разговор како ние како жена или како вие како маж, тоа е Веднаш се прави тука првата точка на поделба. Така. Дискриминација на некој начин, нели? Сега одиме со фотографиите од господинот Стојановски, кој што ни ги донесе тука. Титов пионер. Да. Каква фотографија, браво. Ајде. Да, тоа е во 85-та година. Мислам дека бев една од последните генерации кои што после тоа мислам и дека ги снемат и тоите пионери. Па мислам дека според тоа кога брат ми е роден 83-та година, знам дека тој беше тие години. Да, до 90-тите Ете така, негде после беа, тоа веќе значи прекрасна слика. Сите имаме ваква со Тито. сега тука сте со вашиот брат, ми се Тука чини. сум со брат ми исто 86-та година, мислам дека е таа фотографија. Заедно со мојот брат, еве користам прилика да го поздравам затоа што јас имам само еден брат. Со што се занимава тој? Нешто Брат ми сосема различно моментално од вас? во Германија вози шпедици. Значи не е во Македонија. Да. Оваа фотографија е пред додам војска, значи на самиот ден, тоа мислам дека беше 14 април 98-9 година. Бе во касарната Ѓорче, војник и тоа е пред култната кафана Галеби во центарот на населба Чашка, која што веќе не функционира, она постои како објект, но не функционира. И на оваа фотографија ви испраќаме, со оваа ве дочекуваме во војска. Ова е една слика од војска, тоа е во касарната во Ѓорче, заедно со моите другари од Прилеп и од Делчево. И јас сум еве како разводник со чин, со она црвена трака и прекрасна фотографија од младоста. Така, и уште една фотографија тука имаме. Ке ни кажете каде е направена? Да, ова е под Солунска глава, на една карпа близу планинарскиот дом Чеплес, кој што се наоѓа во
општина Чашка и еве ви можност и прилика да ја посетите, затоа што општина Чашка се наоѓа планинскиот врв Солунска глава, кој што има 2560 метри надморска висина, планинарскиот дом Чеплес е на 1460 метри, јас сум тука некаде, тоа е негде во 2000-2001 година. Така, и имате уште една фотографија. Една уште една фотографија имам, телефон. да, тоа е со моето семејство. Тоа ми се... Ето така, кога гледаме тука? Тука ја гледаме, во средина ми е керката кога дипломираше минатата година. Двајцата синови, Ѓоко и Димитар и сопругата Александра и користам прилика да ги поздравам. Секако. Голем поздрав и од целата наша екипа. И уште нешто сакав да покажам, што ни донесовте како подарок и за нас и за другите наши гостинки. Да, тоа е значка која што ја подаруваме секаде кај што одиме, значи како општина, тоа е грбот на општина, тоа е знамето на општина Чашка и знамето на Република Македонија. Ви благодариме за И подарок. овој сувенир ви го подарив на сите како знак на од денешната средба. Секако ви благодариме Посеќавај. многу. Благодариме. Имаме фотографии секако и од Кристина. Ќе ја видиме каква била како мала, ќе видиме со што сакала да се занимава, има фотографија и со гитара, има фотографија и од патувања, како што ни кажа Кристина, си посетила над 30 екзотични земји. Така? Над 50 вкупно. Вкупно. А Меѓу 30 кои- од тие екзотични, што можеме да ги наречеме? Малку помалку, но да, се за кого екзотика. Да, добро, и што тоа е е. екзотично. Од Така. која точка се Релативно. наоѓаме, тоа што е подалеку од кај нас, тоа е екзотика, Така нели? е, Така така. би било. Ајде. Да, добро. Еве, ова е во сред Скопје, мислам дека е во Карпош. Јас како малечка, немам нешто посебно да додадам тука. Освен дека, како и секој дете, љубопитноста е ми била на максимално ниво. Тука сум секако исто така во нели помалата возраст, меѓутоа некои афинитети можеби за мода покажувам. Јас инаку сум родена во Скопје, школувана во Скопје, во Значи центар сликава е генерално. многу, како Да. би рекле, фенси. Фенси, Ако можеме така да некако. се изразиме. Да, може. како младите што зборуваат денеска. Ова сум со мајка ми исто така. Не, ова сте вие со вашата Да. ќерка. Значи не е можно Да, дека тоа толку секогаш личите. ми го зборуваат дека премногу личиме и мислам дека е точно. Значи многу, навистина. Ептен. Одиме со следната. Ова е во село Теово. Всушност, јас мала со мојата баба, која што се уште е жива. Живе во Теово? Не живее во Теово, во Скопје заради X причини медицински, меѓутоа ете оваа слика е од таму и јас со тогаш на времето имав плава, нели, жултеникава руса коса, што и до ден денес ја задржав, иако не е природно, нели, руса се уште. Ова е мајка на вашата мајка? Така? Да. Од режија ми велат дека личите сите три. И ќерка ми личи на мене, така што Значи, 4 цела- генерации, така. да. Да, ова е исто така со мајка ми. Значи, ова Исто на река Бабуна. Значи во се гледа, кажете. се гледа веднаш, се гледа Карпи природата. Да. Може да ги вртиме и побрзо. Ете, Добро, ова е тука со веќе гитарата. кога имам значи покажував афинитети за музиката, јас долго време свирам гитара. Секако тоа го правам од хоби. Некаде од 6 оделение основно училиште почнав активно да свирам дури и до 8 часа дневно во средно училиште, толку многу бев заљубена во гитарата како музички инструмент и ми остана една од како еден вид љубов кон кој што секогаш си гаам посебни чувства и знам да ја фатам гитарата по дома, а посебно во времето на корона, како и сите, мислам дека тогаш активно го интензивиравме хобито и тогаш успеав да купам и нова електрична гитара заедно со појачало и така. Некако се навратив на Најчесто рок музика или
Пошто стилот гледам овде дека Па да, добро, сега тоа е во фаза на нели пубертет, да речам, пронаоѓање. Точно, да, рок, меѓутоа секаков жар на музика можам да слушам и почитувам. Она што мене ми се допаѓа да го слушам, тоа е тоа. Овде бев спремна за Teens Fest на времето, не знам, не верувам дека постои се уште, и всушност ова е дека не. Да, таа вечер кога требаше да настапувам со сопствена песна. Имаме. Ова е од патувањата веќе, за она Каде што го сме спомнавме. Ова е Куала Лумпур во делот Бату Кейвс или пештерите Бату. И тука има една интересна случка, треба многу скали да се поминат за да се стаса до пештерите кои што се наоѓаат на висина горе. Да не карикирам, меѓутоа од прилика 600 скали има што треба да се искачат. Значи повеќе од пола остануваат доле. А може да замислите, бидејќи е тропска, температурата е висока, тешко е, влажен е воздухот и сето тоа не е лесно. И јас на таа нема лифт, тоа е сега секој го презима чекорот на сопствен ризик. Меѓутоа, навистина има убави нешто може да се видат. Сега, што е интересно, е додека јас така преморена, задишана се качувам до, нели, по скалилата, застануваат малезијки некои така, бидејќи тие општо генерално земено имаат пониска висина од кај нас. И така да речеме се неколку малечки, не можев да им проценам возраст и се загледаа, почнаа нешто да шепкаат и вака ме гледаат и све и дојдоа до мене и викаат може ли да се сликаме на англиски јазик, викам може, викам нема проблем, зошто да не се сликаме и така нешто се зашушкаа околу, се собраа околу мене и само почнаа да викаат Шакира, Шакира. Викам ова беше добро. Да не им запеавте нешто од Шакира таму. Не запеав, меѓутоа викам нема проблем, се сликам и така се изредија. Значи, ги разочаравте или дека не сте Шакира? Не реков ништо. Да се качивте до... Се качив, да. Браво. Значи, браво. Секоја чест. Добро, па затоа се и тие некои ексклузивни, екзотични места што треба човек кога веќе е таму да ги види, нели, да искористи приликата и можноста, така. Ова е веќе во Тајланд, во познати делови каде што го има златниот Буда и други некои знаменитости кои што се карактеристични за нивната култура. Јас би продолжила во некоја друга прилика, можеби да зборуваме за патувањата, бидејќи ги има навистина многу. Патувањата се богатство. Се богатство. Јас ценам оној што патува, кога патува со шанса да научи нешто повеќе за таа култура или народ каде што се наоѓа, значи во тоа место, и тоа да не биде само да пролета, да речеме, низ местото и да го помине, туку едноставно да помине одредено време, да види кое е, например, местото што на нив им е карактеристично за излегување, каква храна јадат, малку повеќе на улица да се најде, тоа го ценам и го практикувам. Значи, кога патувам, да всушност го почувствувам она vibrant, да, вибрациите што се наоѓаат во тоа место или во таа земја. Инаку, јас немам во моментов слики доставено, пошто ми рековте за растењето од детство и така, некако го земав превеќе хобито. Да, си беа одлични. Меѓутоа, еве вака да кажам за мојот животен пат, јас нели како што кажав сум од Скопје, филолошки факултет, италијански јазик, американски студии, романски јазик имам студирано. Меѓутоа затоа што и работев како новинар, еве тоа знам дека го спомна, 2 години во друга национална телевизија, кој што секако ми придонесе за искуство пред камерите. Секако. И воедно за јавни настапи кои што сум ги имала после тоа, меѓутоа не како писател, туку јас имам завршено европски студии, апропо темата за Европска унија, европски студии на економски факултет под водство на професор доктор Таке Фити, Владимир Филиповски, Михаил Петковски и понатаму го продолжив патот исто така на економски, сум докторант. Зашто? Затоа што работам и во сферата на финансиите. Сега нема да ја отварам таа тема, меѓутоа мојата точки имате со имаме, меѓутоа мојата основа што стега ја работам последнава декада е финансиска едукација. И тоа ми е приоритет, финансиска едукација на населението. Од помалите, повозрастните групи, јас сум всушност и предавач на таа проблематика.
И Потребна ни е во голема мера со оглед на Така е. брзите кредити со проблемите кои што граѓаните постојано не ги Точно. поставуваат. Среќа имаме некои законски измени кои не се и како потребни, но Така е. огромен е бројот на проблеми кои што граѓаните ни го споделуваат токму во делот на финансиите. Но и даночна едукација, колку порано на децата разговараме со нив и им укажуваме дека државата може на начин да се гради само доколку допринесеме сите ние да се изгради, која е обврската како граѓанин, дека ти со плаќањето на даноците само ја го подобруваш стандардот на живење, образованието, инфраструктурата, здравството и така натаму, на тој Тука начин и државата треба да придонесе дека сите треба да ги плаќаме и даноците и се она што значи. Но знаете како многу е важно начинот и транспарентноста како се трошат тие пари. Тоа е Доколку најважно. знаеме дека е наменски, дека е отчетно и дека е домаќински, тогаш лесно ќе се собираат даноците. Така е. Имам уште една фотографија, се извинувам, господи Илиеска, што не ја споделивме вчера, односно утрово, со тие фотографии што ни испративте вчера, ќерката и да го сопругот. споменеме и вашето семејство секако. Да. Ова е сопругот и ќерки. Да. Што малку ми се извинувам. Ова беше одобрена слика од Да, тоа сакам да ќерките. прашам, дали беше одобрена? Не може Да не вака ми од се фотографијата да видиме дали незините ќерки, дали вашите ќерки личат на вас или има. Сега јас ќе зумирам тука. Не по темперамент малата, подсетува на мене, ама... Мислам дека едната малку заликува на вас, дали е тоа поголемата? Во насмевката. Да. Во насмевката. Малку, а другата не. Ама не личат толку колку Христина со мајката нејзина. И со баба. Или јас со мајка ми, да. неприкосновен факт. Јас имам ќерка и Милена има ќерки две, воопшто не наликуваат нас. Ниту едната, јас барем така, мислам, са некој знае да ми каже дека поголемата личи на мене, јас не Подсетува е гледам. друго, личи е друго. Да, може во гестикулација, Да. нели, но јас не гледам никаква како и да е, да се живее здрави. Така. Ќе се личат сами на себе кога ќе пораснат, нели? Може ли да се надоврземе со уште една песна? Одлична идеја. Може. Ова е нешто би било од аспект на ова што го збориме, сите да допринесеме кон општото добро. Имам една песна која што се вели Верувам. Јадот ми го измива ликот. Сведок станав за динамичниот стрес. Колку повеќе гледам, се полесно разбирам ко стекната виза за тунел без излез. Истокот гори, а западот тоне, во битка за трофеи изопачена страст, во ракавот се уште се крие асот на оној што гази да дојде до власт. А луѓето страдни, со деца гладни, во очите празен хоризонт на бол. 21 веке, зарем е можно Макијавели се уште да дели престол. Кога ли мисла ќе тргне на патот, да закоси оган во раце што држи, јас, алтруист, непоправен горам, кој што знае маката во душа да пржи. Па нека пржи и нека јаде, сврдло е тврдо на дрво што длаби. Повеќе и не може животот да даде ако сме тивки, ако сме слаби. Но кога мирот за срце е знакот, за почит кон другиот кородени браќа, знам, заедно ќе го надмудриме мракот со едноставна човечка љубов и среќа. Браво, одлично. Многу убаво. Браво, Кристина. Имам уште 5-6 минути до самиот крај. Би сакала да ве прашам, што е она што можеби сте го донеле како некоја одлука, дали ќе биде тоа професионална, приватна, не знам, што можеби сега би ја промениле, или што со текот на годините сте се убедиле дека баш сте го направиле правилниот чекор, правилната одлука. Ајде малку сега ќе ве натарам да размислите. Последните минути така да ги заокружиме. Анастасија? Воопшто не сакам да размислувам некогаш дали некоја одлука била правилна или била погрешна. Заради тоа што некогаш работите се случуваат со причина. Но повеќе сакам да гледам денес и утре како да создадеме услови подобри, не само за нас, заради тоа што ние како единки и да имаме најдобри услови, како единки не може да ја шириме позитивната енергија, не може да споделуваме, не може да ги споделиме радостите како родендени, слави, имендени, празници и така натаму. Значи, кога општо имаме добро за сите граѓани, тогаш имаме позитивна енергија во воздухот и многу лесно тогаш еден со други се поддржуваме за да растеме погоре. Така, заедно. Заедно, да.
Не ги гледам така работите дали биле погрешни или добри. Во секој случај можеби во некои други моменти одлуките би биле поинакви, но треба да ги насочиме нашите мисли и енергија и ова со Христина предходно што зборувавме, дека вредностите, моралните норми, позитивната енергија, подадената рака со градоначалникот што зборувавме, меѓу ВМРО, ДПМН и СДС во советниците, за да ги придвижиме општеството и заедничкото живење во државава кон подобри услови, заради тоа што ова парче земја има толку многу сончеви денови. Ова парче земја е пишувано во Библијата, е спомнувано. Ова парче земја има потенцијал и има народ, но сето нештото треба да се канализира и она што е добро да го вивнеме на површина, отворено и гласно да ги осудуваме лошите работи. Оваа маса и стана популарна баш по обединувањето на баш така. различни политички партии. Но и професии Така и е. профили. Така. Господине Стојанов, Па јас со истото размислување сум како претходната соговорничка, дека навистина не жалам. Иако морам да бидам искрен, кога станав градоначалник во првите неколку месеци се каев. беше така. Беше премногу тешко, бев затечен со многу лоша ситуација во општината и дури си веле, па бе што ми требаше оваа работа. Искрено. Ама после 7-8 месеци, како што кажа и вашата соговорничка, ништо не е случајно. Се си тргна кон позитива и кон добро и денеска сме навистина таму кај што сме и навистина не жалам што сум што сум се вградил во историјата пред се и на државата и на нашата општина, кој што се надевам дека ќе бидам запамтен како човек кој што градил вредности позитивни. Се сеќавам на една реченица кој што татко ми ја кажа пред да влезам во општината, ми вели: синко, како ќе влезеш во општинава, како влегуваш со дигната глава, јас посакувам така и да излезеш. Да, и тоа ми е водилка една и се надевам дека еве уште година и нешто имам до крајот на мандатот дека така и ќе биде. Тај Боже да биде така и убаво ви рекол вашиот татко. Сите треба така. На тоа да мислиме, што и да работиме, каде и да влегуваме, нели, сепак треба да бидеме правични, да бидеме фер, да не правиме никому зло. И честни. И посветени кон граѓаните. Иако за жал политичарите не се врзуваат често за честност. Да кажам дека ние политичарите се додека не сватиме дека сме слуги на граѓаните, на ова општество, на институциите, ние се повеќе имаме проблеми. Значи, од денот кога веќе стануваш градоначалник, ти си веќе слуга на граѓаните. Таму треба да им помагаш. Јас сум се сочувал со многу ситуации, болници, институции кои што затајуваат да се помогне. Значи, секој дневно, еве сега имаме едно девојче кој што в недела оди на операција во Турција, имаме едно момче кој што е во Богомила, до крајот на оваа недела ќе го згрижиме со посебни потреби, мајка му почина. Значи, тоа се тешки судбини, тешки. Навистина, дома не ги носам тие судбини, но некогаш ми е тешко и навистина има многу судбини кај мене во канцеларија, човечки, испреплетени и некогаш ми е тешко и мрачно, ама тоа е тоа. Така, сепак на крајот на денот сте човек кој што не може целосно да се огради од сето она што го гледа на работното место. Кристина, дали и вас ви помага пишаниот збор ако имате нешто такво, некоја ситуација, па да го напишете на лист хартија? Дали може би така ви помага? Секако дека да. Пишувањето е експлозија на емоциите кои што ги гаиме во себе. И писателите успеваат тоа да го срочат на хартија и на тој начин да изразат што чувствуваат, без разлика дали се работи за љубов или се работи за огорченост или нешто што чувствуваме, а кое што не е во согласност со нашите, например, размислувања. Меѓутоа, јас само ќе се надоврзам на соговорниците, бидејќи се сложувам со тоа што го кажа. На нашата земја дефинитивно и треба подстрек од квалитетни кадри, од луѓе кои што ќе знаат да ги превземат работите во своји раце, со цел да ја зачуваат историјата и нашата култура, бидејќи е богата и бидејќи ја имаме, и тие традиционални културно-историски вредности мора да ги вреднуваме.
Меѓу другото, значи тоа е од аспект, би рекла, на општеството, од аспект на личностите, секој да се труди да биде подобро издание за себе си. Значи, јас се обидувам кога се споредувам, да не се споредувам со друг, туку да се споредувам со самата себе, она што сум била, она што сум денес или она што ќе видам во иднина. Ова емисија многу ми се допадна денеска, бидејќи некако сплотени беа енергиите, некако позитивно се отвори целата дискусија и тоа така спонтано, без да се договараме за ниту една тема. А за градоначалникот што ги спомна тие маргинализирани луѓе и кои што имаат и се соочуваат со секојдневни проблеми, токму во новата книга имам една песна со која што ќе го завршам моето зборување денеска и со кое што верувам дека ќе време, Кристина, многу ми е жал, веќе 2 минути поминавме. Сигурно. Да, од режија ми велат, бидејќи имаме уште програма. Ќе го споделиме, ќе го споделиме, ви благодариме затоа што толку се однесува на тие луѓе. Благодариме на поканата. Задоволство ни беше, ви Ќе се видиме секако во некоја следна прилика, ние, драги мои, продолжуваме понатаму со програмата.